Отпад од амбалажа, електронски уреди, покуќнина. Неретко ваква е сликата низ улиците во главниот град. Граѓаните велат одговорноста е поделена и на индивидуално, но и на институционално ниво. Секој подеднакво придонесува за лошиот еко-имидж. Све расфрлано ѓубришта, ајде тоа што се собира ѓубрето од комунална хигиена дама и од луѓето. Има децата чистат све во ред, ама. Каде што ја живеам, од 63-та година наамо, све се носи детален урбанистички план, става мораториуми и воопшто улиците не се како што треба. Сте се обиделе да селектирате отпад? Не. Нормално фрлаш кај што му е местото, да, но... И сликата на Скопје е последица на индивидуалната неодговорност или институционалната? Пола може да се каже. Свеста за селектирањето на отпадот во земјава бавно се менува. Go Green е една од ретките организации кои се оптимисти на оваа тема. Преку проектот символично насловен Растеме заедно, овозможуваат секоја стамбена зграда во главниот град да добие корпи за селекција на отпадот. Оно што веројатно ќе интересира и граѓаните, како може да станат дел од него, како да ве контактираат, кои се условите кои што треба да ги исполнат? Па Растеме заедно е баш символично, дека и во свеста растеме, и во совеста, и собирачите, и ромската популација, која што е претежно ромската, и граѓаните. Може да се приклучите, сега почнуваме со зградите, и секоја зграда има или нема куќен совет, и е важно да бидат информирани станарите и на некој начин да има согласност. Ние праќаме договор за соработка, инаку тие што се заинтересирани ќе може да пополнат пријавата за еден Google формулар. Тоа каде што има неколку прашања, оставаат контакт лица и ние од понеделник ќе ги контактираме сите заинтересирани со тоа што ќе ги објасниме условите. Значи да се информирани граѓаните, да има согласност од Скупниот совет и на крај се подпишува еден договор за соработка за услугата што е бесплатна измеѓу Кукниот совет и Сдруженијето Go Green. Се почнува со Скопје, намирате да продолжи низ цела држава или пак ќе се фокусирате на главниот град само периодов? Ќе биде тешко и за главниот град, значи почнуваме со град Скопје и град Скопје е голема пак општина, има нели 10 општини во град Скопје. Главно ни се таргет на почетокот општина Центар, општина Карпош, општина Ѓорче Петров и Кисела Вода, се надам дека не заборавме некој општина. Во секој случај сега баш сме отворени да видиме од каде ќе има најголем интерес, а ги таргетиравме овие поради тоа што собирачите со кои што собираме функционираат во овие општини. Идејата е на собирачите наместо по улиците кои што одат да брцат по контейнерите, буквално да зградите им се договорени, односно да наместо контейнерите додат во зградите да имате една пристојна работа. Собирачите секако ќе бидат и опремени со визири, ќе бидат информирани за правилата, ќе имаме и супервизор со нив кој што ќе на почетокот ќе ја наблюдува работата. Важно е од Кукниот совет да имаме контакт лице кој што во првите неколку собирања ќе забележиме спрат 3 селектира добро, спрат 2 не селектира добро. Значи ние веќе имаме искуство во една зграда, од февруари го поставивме тоа и кај нас во зградата тоа се случува да имаме 3-4 спрата што се многу добри, имаме спратови кои што треба да ги подсеќаме дека ако стават јогурт, треба да го исплакнат, поради тоа што после некој време може да замирисе, особено ако е топло. Потоа имаме некои ставаат пластика за еднократна употреба, значи не ја собираме таа. Ќе има постери кои што ќе се објасни која пластика се собира, која пластика не се собира и сето тоа ќе мора да се повторува, да се подсеќаме и така натаму. И на колку време ќе се собира отпадот, како е организирано, да речеме еве сега во зградава каде што функционира? Нас еднаш неделно собира пластиката, еднаш во 2 недели хартијата. Но тоа пак ќе биде и така е некој замислен ритам, во зависност сепак ќе зависи од самата зграда, колку спратови има, ќе видиме како ќе биде динамиката и затоа велиме во договор со работка дека во првите 3 собирања ќе имаме контактирање од страна на Кукниот совет за да не информираат дека е полна, за да видиме со која динамика потоа ќе направиме распоред. Инаку би требало, ако би одело, да секоја недела ја собираме пластиката, секоја втора недела хартијата. Секој ќе има и контакт телефон, да некоја канцеларија, пример се јава кај нас, една од становите канцеларија, сака да се ослободат од целата хартија, ни се јавија, ќе имаме малце поголемо количество хартија, ние го организиравме тоа за да не седи во самиот ходник. Спомена Скопје е генерално многу голема површина со многу бројни стамбени единици. Дали тоа значи дека сте подготвени доколку има и многу поголем интерес? Има ли доволно да речеме корпи за селекција за да се постават во зградите на територија на градот? Со кого соработувате за набавка на истите? Значи
имаме две социјални предпријатија кои што се позади нас. Едното е Ред и рециклажа, кој што работи за ромите и за предприемачките иницијативи на ромите. Од друга страна е социјалното предпријатие на Сдруженијето Go Green и ние тука сме заедно, споделуваме ресурси и буџет и финансии, ги набавуваме кантите, а тука е и Пакомак, кој што исто треба да осигура дека се повисоки стапките на селектирање, односно рециклирање, и со тоа што ние го правиме, они не поддржуваат исто со канти, со пиар, со кампања. Значи во целата приказка ние не требаше време и време да направиме инфраструктура која што ќе може да одговориме на интересот. Значи некои 5 ентитети се вклучени кои што би требало да осигурат и на време на услуга и доволен капацитет да воспоставиме во зградите. Нас ни беше таргет од 50 за август, а веќе за 2 дена имаме скоро 90 згради, така да очекуваме до октомври дека околу 400 згради ќе може да покриеме. Се разбира, чекор по чекор и граѓаните и станарите треба да бидат истрпливи и нас ние за ова све ни е прво и ќе треба заеднички да растеме заедно, како што вика проект. Во светот многу одамна индивидуално ниво се селектира отпадот. Кој е вашето размислување, колку време е да речеме ќе треба да помине од сега па натаму во менувањето на колективната свест за неопходноста за селектирањето на отпадот? Дали сме на добар пат во оваа приказна? Па на добар пат сме. Тоа што не охрабрува е дека ние во 2017 направивме истражување на јавно мислење колку граѓаните се спремни да селектираат и тогаш беше околу некои 20% беа апсолутно да и имаше некои 40% па можеби, значи околу 60% имаше некоја волја. Во последното истражување во јануари 2020 или во февруари беше страна на Детектор, значи професионална маркетинг агенција се вклучи заедното мислење. 88% од граѓаните се спремни да селектираат доколку се обезбедат услови за тоа. Значи имаме еден од рок од 2-3 години имаме една навистина значителен пораст од 20% апсолутно да до 80% апсолутно да за 3 години и затоа ние се обидуваме тоа да го возможиме. Али мислам дека ќе потрае време бидејќи и во мојата зграда искуството покажува дека треба време да граѓаните малце да се навикнат додека ги сватиме кои се правилата на игри и како на сите да ни е убаво да правиме корисна работа. Ќе потрае, значи секој ќе потрае неколку години. Во европските земји исто трае со неколку години, па и јас и во Брисел кога живеев, дури тогаш, значи 2015 беше, тогаш селектираше пластика во вторник, лименки, значи имаше денови самата општина организираше, па и тогаш се наоѓаа работи кај што наместо пластика има белгиците ставено нешто друго. Значи секој општество си еволуира. Значи поентата е да направиме еден систем што ќе биде полесно, па да тргнеме со полесниот пат. Па после ќе почнеме да селектираме и лименки, да почнеме електронскиот пат полека, али сето тоа чекор по чекор. Значи би требало да потрае. Социјоеколошката промена мора да почне од нас. Со правилна селекција на отпадот си помагаме себе си, помагаме на другите, стекнуваме здрави навики и имаме почиста животна средина. Стамбена зграда на улицата Антон Панов е првата која што ги доби курпите за селекција на отпадот воедно. Првиот позитивен пример за тоа како граѓаните ја подигнуваат свеста за правилното одлагање на отпадот.